Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски најави 80% реализација на капиталните проекти до крајот на годината. Според него, во изминатиот период и покрај проблемите предизвикани од ковид пандемијата, градежниот сектор бележи раст од 3,4%, што е резултат на интензивните градежни активности во државата. Дел од нив се однесуваат и на источниот регион. Завршивме со изградба на првиот дел од експресниот пат Штип-Кочани, односно ја пуштивме во употреба делницата Штип-Крупиште во должина од 14 километри и инвестиција од 19 милиони евра. Интензивно продолживме со изградба на експресниот пат Штип-Радовиш во вредност од преку 42 милиони евра и должина од околу 40 километри. Првата фаза е веќе при крај и очекуваме пред завршување на рокот да биде пуштена во употреба пред април месец 2021 година. Клучни за изминатиот, но и за идниот период остануваат активностите за санација на локални улици и патишта, проект вреден 70 милиони евра. Беше распишан тендер за првата фаза во кој се опфатени реконструкции на 27 улици и патишта во 13 општини. Деновиве ќе подпишеме договор со изведувачите за работите и отпочнуваме со физичка реализација на терен. Во 2021 година се очекува силна градежна офанзива низ општините. Со тоа ќе им помогнеме на општините како централна влада преку Министерството за транспорт и врски. Во своето денешно обраќање, на кое се осврна на реализираното во првите 100 дена од новата влада, Бочварски посочи дека Министерството со кое раководи и во услови на здравствена криза останува мотор на домашната економија.